Значи, формиравме комисија за евалуација на тендерските понуди. Комисијата ги провери, до комисијата пристигна една понуда, која што беше детално проверена, ги исполни сите точки кои што се бара, значи имаше банкова гаранција, уште многу детали да не ги напоменувам, беше јавно објавено, се што треба да исполнува фирмата изведувач и покрај тоа имаше и барање да биде практично најевтина понуда. Тоа и го добивме. Фирмата која што изведувачот кој што беше одбран и кој што се појави на тендерот беше Технохигиена. За наша среќа и за Технохигиена е фирма која што уште од првиот момент во Глобал излезе во санација и тоа мораме да го поздравиме. Безрезервно се покажаа луѓето и се покажаа после во тендерската документација. Цените кои што ги доставија се, слободно можам да кажам, многу конкурентни на пазарот. Така. Дали можеме да зборуваме за тоа по која цена ќе се работи или едноставно станува збор за нешто што не може да се предвиди? Вие велите дека не знаете се уште што се треба да се реконструира и да се поправи во трговскиот центар. На која основа всушност тие конкурира и дадоа понуда на цени? Бидејќи пред се Сдруженијето Обнова Глобал не знае со колкав фонд на финансии располага. Се работи за собирање на донации. Ние имаме некаков костур кој што мислиме дека ќе го достигнеме, но не можеме да бидеме 100% сигурни дека толку пари ќе собереме. Се работи за милоста на граѓаните, на институциите и на компаниите. Но, за да биде транспарентно и за да можеме да сработиме што е можно повеќе фази, првин се направи листа со сите точки, односно сите позиции кои што треба да се санираат. Приоритетни некои позиции? Значи, сите можни. Так. Санирањето на штетите ќе оди во фази. Нормално дека, пример, покривот е приоритет. Приватните објекти се приоритет, мора да се способат сите. Но до која фаза од објектите ќе стигнеме, ќе видиме. Значи, слободно можам да ви кажам дека до сабота ќе бидат направени сите надворешни излози на сите опожарени објекти од први спрат. Тоа од значи призиме, дека генерално од надвор ликот ќе му се врати така, на трговскиот центар. Во изминатиот период се преградени сите опожарени објекти на приземјето. Исто така и на први спрат и на втори спрат. Поставена е електрична инсталација во опожарените објекти. Значи, сето ова е во ламела 4, кој што беше директно опожарена од пожарот и каде што имаме најголеми штети.